Вака, господине Милевски, за градинката право да ви кажа. Значи, ако успеете да реализирате пола од средствата, парите и проектите кои што се дадени само за Штип во изминатиот период, јас ќе ви честитам. За сите оние проекти кои што се поврзани со, за и околу Штип. Автопат, експресни патишта, Универзитет Гоце Делчев, клиничка болница. Градинката ја почнавме и ќе си ја направиме само. Градинката беше само еден пример од тоа дека кратите од еден од проектите кои што викате дека се важни за граѓаните, а тоа е недостаток на капацитети за сместување на деца во секој град. Околу таа работа толку сакам да бидам кратен и експедитивен. Втората работа, околу поразот и победникот на изборите. Вие вака со бројките, пошто гледам, а ќе ви спомнам и спомнавте некои бројки околу странските директни инвестиции. Ги имате погледнато резултатите од изборите? На кој дадоа граѓаните најголема поддршка? На која коалиција? На вашата или на нашата? Тие ваши математики, реформатори на една страна, другиве на друга страна, владата не чинела, биле криминалци, ами пола криминалци се кај вас у влада сега. Пола криминалци се кај вас у влада, ако таа влада претходно била криминална. И околу таа работа толку, околу бројките за изборите. Овие избори ги доби ВМРО ДПМН. И во нормални услови ВМРО ДПМН ќе формираше влада. Она што вие го имате земено како обврска да го реализирате во наредниот период и за кое што ви е дадено поддршка и потпора на оваа влада, затоа што вака стои доста цврсто гледам, да ве пуштат од Сабајле од 11 на седница до 2 како коалиција и како влада ќе се растурите, ама тоа е друга работа, вие треба да си мислите за тоа. Граѓаните на овие избори дадоа поддршка на политиките на ВМРО ДПМН и застанаа целосно за она што ние го реализиравме во изминатиот период. Ако имате нешто, ќе се јавите, колешке. Да. А околу странските директни инвестиции. Концептот на владата на ВМРО ДПМН е за формирање, промовирање и донесување на странски инвестиции. Зашто? Може би не бевте присутни првиот ден, ама јас ќе ви го цитирам министерот, или ќе го парафразирам, да не речам цитирам, министерот Тевдовски, кај што вика: влезените странски директни инвестиции да се чувствуваат безбедно, бидејќи тие ја прават сликата кај другите инвеститори и ние сакаме да останат и да донесат нови инвестиции. Како сакате да донесат? Секој ден со пресконференции против тие странски инвестиции во изминатите 3 години? Секој ден со кажување на еден куп небулози и лажни состојби за работата на тие странски директни инвестиции. 83,4% од данокот на добивка, за кој што кажувате дека го изнесуваат од државата, е реинвестиран во Република Македонија. Па една таква фабрика отвори фабрика во Струмица, да го обели образот на досегашниот градоначалник на Струмица, сегашен премиер, да има каде да се вработат граѓаните, затоа што и таму имаше еден проект 3.33.000 и како овој сега што го промовирате 3.69 или како беше. Значи 1000 вработувања од Джонсон Контрол со Штип, нова фабрика ТАП во Струмица. Да се потпре и таму вработувањето на луѓето. Концептот е сосема различен. Ние стоиме за тие странски директни инвестиции. Вие знаете во Битола колку луѓе се вработија во тие директни инвестиции. Во Штип тие допринесуваат. Повторно ќе спомнам. Покрај нив, значи за тие 2500 луѓе да работат во Штип, Сабајле треба 2500 луѓе да се пренесат на работа. 50 автобуси треба, 50 шофери на автобуси треба. Да не се симнувам за се друго. 2500 оброка за храна секојдневно треба да се направат за тие луѓе. Меѓутоа, концептот со мали и средни предпријатија, рековте 60.000 мали и средни предпријатија да се потпрат, не беа оставени и малите и средни предпријатија. Имаше еден куп на мерки за вработување, за помош, директни помоши на тие мали и средни предпријатија кои што владата на ВМРО ДПМН ги даде. Бенефити има. Тие 170.000 вработени не се вработени само во администрацијата и во странските директни инвестиции. Мерките кои што оваа влада, претходната влада, ги спроведе, донесоа да намалување на бројот на вработени од 38 на 22,9 колку беше? 7. Се извинувам за бројките. И морам да го спомнам ова. Како почнавте со странските директни инвестиции, 22.000 за 11 години, ако поделиме по бројот на села, излегува по бројот на градови, излегува 50 до 100, па сега ако фатиме по бројот на села, ние у минус ќе улеземе со бројот на вработени по година. Па ние кога дојдовме на власт, не тргнавме одма напред. Знаете ли каква беше државата 2005 година?
Во каква состојба беше Република Македонија во тој период? Ние имавме период на консолидација, не како сега 220 милиона евра оставени од еврообразницата, за да можете 2017 целосно да ја покриете. Имате пари за отплата на трансфери за 2017 комплет да ги покриете. Приказните дека се задолжувате за да плаќате други состојби, 48 милиони на домашниот пазар и 100 милиони планирани од странско задолжување. Дополнително на овој гломазен буџет, како го викавте, мегаломански буџет, кој што остана исти. Надуен буџет, кој што остана исти, буквално исти, се разликува за 1,5% од она што вие го планиравте. Ние направивме капитални инвестиции. Автопатите ќе останат. Експресните патишта ќе останат. За среќа, една клиничка болница која што е во понапредна фаза ќе остане. Она што вие планирате да го намалите и да го скратите со ребалансот, а многу брзо ќе дојде и буџетот, па ќе видиме како комплетно размислувате за економијата во Република Македонија, останува на вас. Морам да го спомнам и ова, дека многу сме реагирале на седниците, посебно за договорот за Бугарија, сме биле многу силни и гласни, а немало седница за финансиските импликации на државата од странските директни инвестиции. На ова наше силно викање овие денови за договорот со Бугарија треба да се приклучите и вие, колега Милевски. И секој македонец, за да можеме да го видиме тој договор. Затоа што, доколку не се земат во обзир тие забелешки кои што ние како ВМРО ДПМН ги имаме дадено, мислам дека сериозни импликации ќе имаме, не јас и вие како Горан Мицевски, Милевски се извинувам. Сериозни импликации ќе имаат и нашите деца. Затоа што тука и идните генерации. Затоа што тука се кажува дека уште ќе дебатираме, уште не е затворен, ама денеска слушнавме или вчера кога беше изјава на министерката за надворешни работи Захариева дека договорот е завршена работа, затворена работа. Јас се плашам договорот да не беше затворена работа и уште пред да се достави на разгледување во собранието на затворена седница за која што не би сакал повеќе да зборува. Точно е тоа. Капиталните инвестиции ги немате, она што веќе постои што функционира е сопрено, меѓутоа бројот на ново вработени, кои што викате треба да бидат експерти и департизирани и не знам уште што друго спомнавте, па за голема бројка за такви експерти зборувате. Меѓутоа, ако репрезентативи се оние, барем дел од оние, не зборувам за сите, кои што ги пуштивте во Министерство за култура и дел од оние кои што твитаат каква е чорбата во влада, мислам дека сте на погрешен пат за добивање на експерти и луѓе кои што ќе можат да ви помогнат за да ја оправите економијата. Како што тргнавте и како што имаме практика од минатото, немам добро размислување во која страна ќе се движи економијата во Република Македонија. Меѓутоа, тоа ќе го оставиме граѓаните да го видат. Ние можеме да полемизираме.